Земјотресот со епицентар во Алијанса за албанците може да се почувствува кај другите партии и да влијае на изборниот процес, особено кај политичкиот блок на албанската заедница. Според познавачите не очекува жешка политичка пролет, а со оглед на случувањата во Алијанса не е баш јасно каква ќе биде разврската. На крајот на денот, според аналитичарите, не е толку важно кој ги има печатите, туку кој го има мнозинството. Или едниот или другиот ќе се обидат во Централен регистар да ги регистрираат овие промени. Ако тоа не се случи или ако се оспори, може да влијае и на самите избори, кој ќе има право да предложи листи на кандидати, односно кој ќе застапува партијата. И тоа ќе мора да се разреши пред изборите, но не сум сигурен, можна исти луѓе да били на едната и на другата, на другиот конгрес, така да мислам дека не е толку јасно кој ствари е во права и дури мислам дека и на судот нема да му е лесно да пресуди. Тензиите во Алијанса растат уште повеќе, откако во петокот вечерта Таравари го разреши Села, а вчера Зијадин го разреши Арбен. По двата конгреса и од двата табора тврдат дека се легитимни и дека поседуваат печати на партијата. Сепак, очигледно е дека судирот останува отворен, а за легитимноста ќе одлучува судот. Да, независно од правна разврска, ова ќе има последици и турбуленции. Очигледно дека е раздор во партијата, меѓу другото и по таа линија кој би сакал да коалицира со дуе кои против, и тука е веќе јасно. Сега ќе е прашање на како членството ќе реагира, односно кој ќе има повеќе приврзаници по овие конгресиве. Самата кандидатура на Таравари за председател сега ги става пред свршен чин Дуи, да мора да трчаат со собствен предлог кандидат. Врската Дуи СДСМ се раскинува, оти опцијата за консензуален кандидат веќе не е во игра. Резултатите по 8 мај ќе ги исцртаат и постизборните коалицирања и тогаш ќе се знае колку е силата на крилото на Села кое влече кон Дуи, наспроти тоа на Таравари, кое според бројките е мнозинско.